Првиот протест на текстилните работници во поново време одржан неодамна во Штип и се погласните спротивставувања на, како што ги нарекуваат, експлоаторските мерки на газдите се јасен сигнал дека работничките во една од најнеплатените професии која абсорбира голема работна сила го креваат својот глас за правда. Во тоа во голема мера им помагаат невладините здруженија преку различни истражувања и презентации на резултатите. Во таа насока невладините ини од Виница и Надеж од Македонска каменица по спроведени истражувања во источниот дел на државата утврдиле дека најголем број пријави за кршење на работничките права во источниот регион во изминатите 2,5 години се регистрирани во Штип и Кочани, а најмалку во Виница и Берово. Во изминатите 5 месеци активно работевме во целиот источен регион, организиравме 7 округли маси на кои што беа поканети сите заинтересирани страни. Поканети од општините, од бизнис секторот, од Агенцијата за вработување, Трудовиот инспекторат, граѓански организации, граѓани, вработени, невработени и се дискутираше за правата на работниците и за подобрување на бизнис климата во источниот регион. Овде официјално најмалку поплаки има од работниците во целиот источен регион и кон Трудовиот инспекторат и кон Хелсиншки комитет. Податоците се збира за последните 2,5 години од 17-18 до средината на 19 година и го мониториравме постапувањето на Трудовиот инспекторат во сите општини во источниот плански регион. Највеќе прекршувања на работничките права имаме во Штип, во Делчево, кај што спаѓа и Македонска каменица, Проби Штип, исто така и Кочани. Виница, од другата страна, Виница и Берово се малку помалку засегнати. Многу помалку има поплаки и кон Трудовиот инспекторат, многу помалку престапки и кон Хелсиншки комитет. Конкретно во вкупно 10 општини од регионот под проектен наслов Граѓаните се вистинскиот инспектор од почетокот на 2017 година до средината на 2019 до Државниот инспекторат за труд во Штип биле поднесени 653, а во Кочани 278 представки за кои биле донесени 316, односно 479 решенија. Меѓутоа и покрај големиот број пријави, инспекторатот поднел само 6 прекршочни пријави. Податоците од Хелсиншкиот комитет за утврдени прекршувања и дадена бесплатна правна помош покажуваат драстично повисоки бројки, односно во Штип имало 4158 пријави, во Проби Штип 1618, а во Кочани представки поднеле 1460 работници, што наведува на заклучокот дека граѓаните имаат поголема доверба кон граѓанските организации отколку кон институциите. Од тука се наметнува потребата да се формираат синдикални организации во сите поголеми економски субјекти, како и да се овозможи комуникација на сите можни начини, како преку телефон или интернет, како и низа други идеи и мерки кои би влијаеле за подобрување на работничките права и вкупните состојби во оваа сфера.